Тоа е една од најголемите бројки нели за каде што луѓето ги изгубиле своите животи, но последниот биланс е само првите 3 дена од овој месец август починале 5 луѓе во сообраќајна незгода, а уште е поголем билансот за 2015 година, каде што 1795 сообраќајни тешки несреќи, каде што животите ги изгубиле некаде околу 68 жртви. Оваа година за 10% е зголемен бројот за сообраќајни несреќи и луѓето каде што ги изгубиле животите. Тука предлагам да го видиме разговорот и секако апел да се послуша уште еднаш убаво за да не се повторуваат овие црни бројки во сообраќајните незгоди. Господин Стаменковски, денеска во утринските часови семејство загина во сообраќајна несреќа кај Удово. Нивното дете се бори за живот во ургентниот центар. Како во оваа институција, зошто мислите дека Удово е толку црна точка и што треба да се направи, да се промени, за да повеќе ги нема овие сообраќајни несреќи со жртви? За жал, црната слика на сообраќајницата помеѓу Демиркапија и граничниот премин Богородица се чини дека ни се повторува секоја година. Граѓаните, односно гледачите кои што во овој момент не следат, претпоставам дека им е свежо сеќавањето за семејството од Србија кое што минатата година во истиот овој период загина и изгасна 3 животи. Кога зборуваме за безбедноста во сообраќајот на патиштата, односно кога ги разгледуваме причините за сообраќајните незгоди, многу е важно да напоменеме дека сообраќајот е една комплексна проблематика која што влијае многу фактори. Но ако го анализираме конкретниот случај, примерот кој што кажав со сообраќајницата помеѓу Демиркапија и граничниот премин Богородица, тука влијаат неколку фактори. Првиот фактор е лошата сообраќајна инфраструктура, односно деформитетите кои што се јавуваат таму на патот. Вториот фактор е секогаш најважниот фактор, односно сообраќајниот личниот фактор, односно она што ние го кажуваме личната свест на сите учесници во сообраќајот и непочитувањето на сообраќајните правила и прописи, и секако тука е и слабото присуство на сообраќајната полиција. Во оваа прилика апелирам до граѓаните, особено на оваа сообраќајница која што за жал зема многу голем број на човечки животи, максимално внимателно и одговорно да се однесуваат во сообраќајот. Ние како Републички совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и понатаму ќе преземеме активности кои што се насочени за подигнување на сообраќајната култура и за информирање на возачите и на сите учесници во сообраќајот за овој дел од патот, и секако апелирам и до останатите институции, до Министерството за внатрешни работи и до институциите кои што се надлежни за регулација на сообраќајот во овој дел од државата, да се ги преземат сите мерки и активности со цел да ја намалиме бројката на сообраќајни незгоди на загинати во летниот период кој што е пред нас. Спомнавте деформитетите, додека се направи новиот автопат. Како може да се помогне во овој дел од патот? Во ово го спомнавте, дали треба знаците на пример да се обноват малку се зацкриени? Во услови кога летната сезона веќе ни е почната и во услови кога е зголемена фреквенцијата на сообраќајот, најважно е сите учесници со сообраќајот да апелираме токму тие внимателно и одговорно да се однесуваат во сообраќајот. Под внимателно и одговорно однесување во сообраќајот подразбираме да ја прилагодат брзината на условите на патот, да почитуваат поставената сообраќајна хоризонтална и вертикална сигнализација, да тргнуваат на пат одморени, односно да не управуваат со своето моторно возило во периодот од денот кога е најтопло, да прават паузи, задолжително да конзумираат безалкохолни пијалоци, тука подразбирам вода, и ова е најлесниот и наједноставниот начин како ние можеме да влијаеме за личната безбедност, но и да подобриме безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Што е со апелот? Дефинитивно треба да има полиција на тој пат, затоа што има и многу странски туристи кои најверојатно брзат за да стигнат до саканата дестинација, возат многу неприлагодено и од сопствено искуство. Дали мислите дека малце треба да бидат и поригорозни и почесто во овој период да има полиција на тој пат? Токму така јас кажав дека први најважен фактор е на личната одговорност, секако присуството на полицијата на сообраќајниците во Република Македонија и нејзина реализирање на соодветни активности за спроведување на законот дефинитивно се мерки кои што би можеле да придонесат за почитување на сообраќајните правила и прописи. Каква е комуникацијата со српското Министерство за внатрешни работи?
на српските медиуми, гледаме дека имаат емисија каде е наевтин бензинот, каде да застанат или да одморат, но што е со оној дел каде што е безбедност и за нивните државјани? Каква е комуникацијата со Република Србија во тој дел? Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата е во соработка со Агенцијата за безбедност во сообраќајот на патиштата на Република Србија. На почетокот на летната сезона ние индивидуално на наша иницијатива иницииравме една заедничка средба на која што беа предискутирани мерките и активностите кои што треба да се преземат за подигнување на безбедноста во сообраќајот, и на таа средба заеднички констатиравме дека е неминовно веднаш итно да се преземат мерки кои што ќе бидат насочени токму во таа насока.